На мостот на Вардар кај МНТ деновиве се одвиваат градежни активности за поставување на сајлите на мостот кој ќе биде висечки и ќе нема никаков контакт со внатрешноста на реката. Овој мост требаше да биде основа за панорамското тркало, но новото раководство на град Скопје на чело со градоначалникот Петре Шилегов во април годинава одлучија да го пренаменат во висечки пешачки мост со продзирна ограда, за да не го попречува видикот од мостот Гоце Делчев кон камениот мост. Претходно Шилегов беше категоричен дека мостот ќе биде целосно урнат, за да се ослободи коритото на реката Вардар и да се намали опасноста од излевања. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и за што досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра, кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката, од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. По поставувањето на сајлите на мостот ќе се продолжи со неговата преадаптација, а се очекува да биде готов на пролет.